Shëndetje të nderuar shikues, Jaku po ritakohemi sërish së bashku me emisionin Gjurmët dhe sot do të flasim për popullin, më saktësisht për demografinë në Maqedoninë e Veriut. Në fakt jemi në një periudhë për gjatë kohë po flasim për një ulje konstante të popullsisë, të numrit të popullsisë këtu brenda Maqedonisë, por jo vetëm, në fakt shumë shtete po përballen me këtë situatë, në nivel global situata qëndron ndryshe, ne do flasim në këtë drejtim, por në fakt a duhet punuar ose a duhet që shteti të punojë në drejtim të përmirësimit të situatës, duke dhënë politika të cilat do të inicojnë dhe do të nxisin familjet që të bëjnë më shumë fëmijë ose të kemi familje më të mëdha brenda Maqedonisë, duke mos u drejtuar zotit e më shumë drejt familjeve nukleare me një fëmijë. Për gjitha këto ne do flasim së bashku me mysafirin ton këtu në studio, me Vlatko Gjorçev, i cili është koordinator nacional në Këshillin për demografi të rinj dhe për resurse njerëzore. Dobar ден, добро ни дојдовте. Добар ден, Мирдита, поздрав до вас и вашите гледачи. Зборуваме за демографија, едни од клучните работи на една држава. Колку е важно ситуацијата на демографијата или пак како се движи демографијата за една држава? Мислам дека тоа е едно од најважните прашања за било која држава, затоа што едноставно нема ништо без луѓе. Значи, било која држава, вклучувајќи и Македонија, ние можеме се да направиме. Можеме да направиме патишта, автопатишта, тротоари, фабрики, погони и така натаму. Ако нема луѓе, се е џабе. Значи, тоа е едно од главните прашања. Исто така тоа е поврзано после тоа и со буквално секоја област од човековото живење. Значи, ако има луѓе, тогаш ќе има и училишта. Ако нема луѓе, нема да има ни училишта, ни ученици, ниту ќе имаат наставниците на кого да предаваат. Истото важи и за средните училишта, истото важи и за факултетите, истото важи и за работната сила и така натаму, и завршувајќи со пензискиот систем. Значи, во денешно време сите зборуваат, знаете, за секаков вид на ресурси. Сите ресурси се важни, нема дилеми. Важни се и нафтените ресурси, и енергетски ресурси, и рудни ресурси. Сето тоа е важно. Но најважни се човечките ресурси, тоа се луѓето. Без луѓе нема и држава. Да, нема за кого да има држава. Така е, да. Буквално не е тоа само за Македонија, тоа е за целиот свет така, а и не само сега, него и илјадници години назад. Секогаш е тоа така. Но дали константно се работи во овој смер? Викаме дека луѓето се најважни, но дали се работи за тие да имат добар живот, за да сака да продолжат, да живеат и да направат деца и така натаму? Видете, се работи за едно многу комплексно прашање. Значи, таму нема 1, 2 или 3 индикатори. Во ова што вие го прашавте, има 50 индикатори. Но еден од клучните е економскиот. Зашто? Затоа што кога има лоша економија, кога нема доволно можности, луѓето се иселуваат. И факт е дека Македонија, нели, со години, вклучувајќи го и сега, го има тој проблем со иселувањето. Значи, ние назад 200 години имаме иселување од Македонија. Значи, ако ги погледнете песните наши, и кај албанците, и кај македонците, и кај сите околни народи, кај грците, бугарите, кај србите, кај хрватите, има многу песни за гурбет, за печалба, за заминување во туѓина. Но проблемот е што порано, нели, кога имало такви иселувања, тоа многу лесно се компензирало затоа што имало големи семејства. И кога има некој големо семејство со многу деца, 1, 2, 3 да заминат во странство, сепак ќе остане некој. А сега имаме ситуација каде што, нели, доста ни е и така намален бројот на луѓе и затоа тоа заминување многу повеќе се чувствува. Така што во тој дел одговорот за намалување на иселувањето е економски раст. Во делот на економски раст, Македонија во моментов е земја која што е меѓу 5 земји во Европа, 5 најдобри земји во Европа со највисок раст на економијата. Не велам дека Македонија е во 5 најдобри економии. Не. Значи, тоа знаеме сите кои се 5 најразвиени економии во Европа. Но од оние кои што имаат економски раст, има и некои што имаат рецесија, Македонија е во првите 5 најбрзо растечки економии во Европа. Значи, ако веќе врземе 3, 4, 5 години вака со забрзан економски раст, тогаш тоа е многу и повеќе ќе се осети меѓу луѓето. Така што ние овој раст кој што ги имаме во моментов некаде 3,5, 3,6, 3,7% на годишно ниво,
а нели консеквентно и квартал после квартал, дава резултати. Значи, камо среќа сме можеле тоа и порано да ги имаме. Тоа се случува во околности кога Германија де факто е на нула, а Германија е нашиот главен извозен пазар. 43%. Рече си половина извоз не оди во Германија. И Германија во моментов поради нивната економија, поради нивните проблеми, поради енергенсите, поради војните во Европа, во светот и нели сите констелации кои што ги гледаме на глобално ниво, Германија, значи во моментов е на нула, а ние растеме со 3,5. Уште еднаш кажам, не валам дека сме подобри од Германија. Германија тоа е Volkswagen, тоа е BMW, тоа е Audi, тоа е Siemens, тоа е нивната индустрија. Но Германија да имаше раст, например, на БДП 2 или 3%, ние ќе бевме на 5 или 6%. Затоа што тоа се сврзани садови. Така што во тој дел, значи, на иселувањето, сме соочени со предизвикот да го намалиме тоа иселување, но истовремено тоа е многу тешко. Зошто? Затоа што самите европски земји кои што се соочени со своји демографски проблеми, со намалување на наталитет, со намалување на фертилитет, со старење на населението. Значи, самите тие европски земји едноставно си ги компензираат своите бројки со тоа што носат луѓето, што носат луѓе од целиот свет, но особено тоа е погоден Балканот. Значи, квотите кои што се даваат веќе со години и со децении за Балканот се и тоа како големи. И тоа се однесува истото и на Германија, и на Швајцарија, и Австрија, и Словенија, цела Скандинавија, Бенелукс и така натаму. Заклучно нели со оние други земји на другите континенти од типот на Канада, Австралија, Америка. Има и нови дестинации во последно време како што е Дубај или Обединените арапски емирати, Катар и други. Значи едноставно на сите им треба добра работна сила. А луѓето кои што потекнуваат од Македонија се вредни, има релативно добро образование, едноставно може да се потпрат на нив. Така што, како да ви кажам, колку што е добро што имаме добри луѓе, толку и последица на тоа дека едноставно сите ги сакаат да ги донесат, да ги развијат нивните економии. Така што во тој дел, значи завршувам, ние сме де факто на пазарот на работна сила. Ние сме во една трка со Бајер Минхен, фудбалски кажано, со Реал Мадрид. Значи, тие добиваат, нашиве луѓе добиваат покани од најдобрите германски, италијански, холандски, швајцарски компании и едноставно ние во тој дел не можеме да се тркаме, условно кажано, со платите, но имаме ние одредени компетитивни предности кои што се нели дел од вкупната слика. За да стигнеме до денеска, до денесната ситуација, би сакала да се навратам малку неколку години наназад, деки веќе повеќе од 3 децени Македонија како држава веќе зборуваме често пати за наталитет и низок број на наталитет и родени деца. Какво беше историски овој тренд? Видете, намалување има последниот 30 години, точно тоа го констатиравте, но ако гледаме уште понатаму, имаме намалување на наталитетот кој што трае некаде 76 години наназад. Значи, Македонија најмногу родени деца има после Втората светска војна. Значи, завршува Втората светска војна, каде што има големи загуби, каде што во Европа има 50-60 милиони загинати, милиони бегалци, нели тоа е една огромна дисторзија, но после Втората светска војна се случува, условно тоа се нарекува компензационен наталитет. Значи, луѓето кои што го одложувале тоа за време на војната, нели после тоа се одлучуваат да формираат семејство, да се мажат, да се женат, да имаат деца, да изградат куќи, нели целата таа повоена обнова. И тоа резултира да ние имаме и тоа како бројни генерации на луѓе родени 1948, 50, 52, но за жал тие луѓе биолошки, нели, веќе имаат 73, 74, 75, 77 години. И значи просечниот животен век во Македонија е 75-76 години. Така што ние де факто со демографска рецесија се соочуваме уште од 50-тите години на минатиот век. Значи 76 години наназад постојано паѓа бројот на
родени деца, паѓа фертилитетот и ние во година, 2 или 3 не можеме да го решиме она што се случувало 70 години наназад. Но, сепак, ако сме одговорни кон еднината, ако сакаме да упатиме добри, позитивни пораки кон младите, ако сакаме да размислуваме не само на наредните месец, 2 или 3, не само на наредните година, 2 или 3, мора да размислуваме на наредните 10, 20 или 30 години, мора да го третираме ова прашање. Затоа што ова прашање го третираат сите одговорни држави кои што размислуваат за својата иднина. Значи имате цела низа на земји во Европа, Источна Азија, Јапонија, Сингапур и така натаму, кои што и тоа како работат на ова прашање. Дали гледаме после 50-тите години на минатиот век некоја деценија дека има поголем пат или дали во моментот е тој најголем пат? Видете, тоа се осцилации, знаете како, значи нели, но генералниот тренд е надолен. Значи знаете како може да имате 1, 2, 3 години или 3, 4 или 5 или но генерално трендот е надолен. Значи, ако 1950 година имало тука 50.000 родени вкупно бебиња, 2024 има 16.000. Значи, јасно е кој е трендот. Например, тоа се случува исто така и генерално на Балканот. Например, не знам, може да одиме земја по земја, како да ви кажам, Албанија 1990 година има 82.000 родени бебиња. 82.000. Изминативе неколку години е некаде на 22-23.000 родени бебиња и понатаму оди понатаму надолу. Косово порано беше некаде на 50-55.000 родени бебиња, сега исто така Косово е некаде на 23-4-5.000. Исто така таа урбанизација се случува многу генерално и на секаде низ Балканот. Например, ако видите во Македонија, нели, тоа е карактеристично за пошироката околина на Скопје, едноставно се концентрира населението. Слична работа се случува во Грција. Например, во Грција, ако има 10,7 милиони жители, Атина заедно со Пиреа, која што е пристаниште и нима пред гради, има 4,5, можеби и 5 милиони луѓе. Заедно со студентите, заедно со луѓето кои што дополнително работат, нерегистрирани и така натаму. Де факто 40-45% од населението на Грција е во нивниот главен град. Дојдете го тука и Солун, кој што со целата агломерација има некаде околу 1,1,2, испаѓа дека повеќе од половина население има само во два града. Албанија исто така, населението се концентрира на потезот од Тирана до Драч, односно Дурес. Ако погледнете, например, во Хрватска главното население се сконцентрира во Загреб и Брегот, значи поголемите градови Сплит, Задар, Риека, Дубровник. Например, Хрватска 1950 година има 95.000 родени бебиња, минатата година има 32.000. Значи, за 3 пати е намален бројот на родени. Ако погледнете, например, Црна Гора, нивното население се сконцентрира во главниот град Подгорица и исто така крајбрежјето, каде што е силен туризмот. Значи, тоа се овие места, нели, Улцинј, Бар, Будва, понатаму заливот Бока Которска. Во Европа, например, ако гледате, например, во Велика Британија има страшна концентрација во Лондон и економските можности. Значи, Лондон е економски најсилен, таму идат младите. Ако видите во Шпанија или во Франција, концентрацијата на населението е во Париз, во Мадрид, во Барселона, во големите градови. Значи, во денешно време младите сакаат да заминат таму каде што имаат многу можности, таму каде што ќе биде поинтересно, таму каде што, како да ви кажам, има гужва, има луѓе, има значи не само економски фактори, туку има, како да ви кажам, социјалните фактори. Значи сакаат кино, сакаат сајми, сакаат концерти, сакаат излегувања, сакаат исто така нормално и подобри фирми, сакаат подобри работни места и така натаму, домувањето. Значи се работи за еден буквално не река, не море, туку од податоци, океан од податоци, цела една вселена од податоци, затоа што, како да ви кажам, и Гете тоа го вели, секој човек универзум за себе. Разбирате, и секој ги има овие и дилеми, и размислувања, и
оценки, секој има некаде пријател, па ќе чуе некаде, дојди, немој да дојдеш, добро е, не е добро, оди таму е подобро. Разбирате, сите сме бомбардирани од илјадници информации секој ден и од сето тоа секој човек треба да донесе одлуката за себе. Да, и секој од нас сака тоа што е најдобро за себе си и за најблиските. Ние ќе продолжиме со ова после рекламите, што ме пак публицитет да дорикнеме се лично студио. И ако порикнеме се лично студио, да додалиме пак ме шумно фактани на политикат për nataliteten, për rritjen e natalitetit dhe ndryshimin e temit të figurës demografike në Maqedoninë e Veriut. Низ годините имало различни методи или пак иницијативи за да се покаче наталитетот. Едно беше тоа пари за трето дете и така натаму. Кои политики навистина има дадено резултати и кои што можеби би требало да се продолжат сега или нешто ново да се донесе? Знаете како, нема некоја работа да се каже, ете, тоа и тоа ќе даде резултат, тоа ќе го реши проблемот. Ме разбирате, значи ова е многу комплексна тема. Значи, знаете како, за економијата да расте 2-3% треба да имате странски инвестиции, домашни инвестиции, добра инфраструктура, дигитализација, добра демографија, ниски даноци, добро земјоделие, добра индустрија и така натаму, и тогаш БДП расте 2 или 3%. Сега слично е во демографијата, но во демографијата има многу психологија, желба. Ме разбирате, значи едно вака како универзално прашање. Во кој момент некој решава да стапува во брак? Некој може да реши да стапи во брак после 6 месеци или година, некој може да не стапи ни после 6 години, ни после 10 години. Некој може да има желба да има едно дете и да биде сосема во ред, некој сака да има 3 или 4 деца или повеќе. Ме разбирате, значи тоа е една мистерија на животот. Повторно се враќаме до тоа дека секој човек е буквално универзум за себе и во тој дел на пример имате земји кои што имаат потрошено многу пари, на пример Јужна Кореја. Јужна Кореја има најнизок фертилитет и наталитет на светот. Никој има по-нив од нив, само 0,7 деца по жена. Тие се супер развиени, имаат добри плати, добро здравство, добар систем, имаат гиганти индустријски како што се Samsung, телефони, фрижидери, LG, телевизори, Kia автомобили, Hyundai автомобили, значи светска економска сила. А имаат потрошено 2006 до 2011 година 270 милиарди долари. Огромни средства. 270 милиарди долари. Успех никаков. Имате Сингапур, например. Сингапур има БДП по жител, речиси 100.000 долари по човек. По жител. Значи, ако имате 4 члена семејство, те имаат БДП по жител годишно 400.000 долари. И тие имаат, речиси, дупло помал фертилитет од Македонија. Јапонија исто така потрошија тешки милиарди и милиарди. Германија има потрошено многу средства, Италија има потрошено многу, Грција има потрошено големи средства, Балтичките земји. Да не ги набројувам сите, значи огромен бројот, но некако, како да ви кажам, колку што прашања се одговорени, уште 10 пати повеќе прашања се поставуваат. Како, што, кога и така натаму. Така што во тој дел, значи, нема нешто каде што може да се каже, тоа е тоа, ако го направиме тоа ќе резултира така и така. Но уште еднаш, на нас е да создаваме услови. Значи, тоа го правиме. Отворење на градинки, понатаму инвитро фертилизација, во делот на овие две, ќе се вратам после тоа и на другите, например, во делот на градинките, значително го имаме зголемено бројот на деца кои што сместени во градинки. Значи, де факто имаме секој 2 недели, месец дена, дали премиерот, дали министерот за социјални прашања, демографија и млади, дали градоначалниците од сите општини, значи едноставно сите се насочени кон ова, дали ќе пуштат некоја нова градинка, дали се реконструирала некоја градинка или ќе почне камен темелинг да се гради нова градинка, јасно е дека во тој дел, значи, имаме напредок. Се уште има листи на чекање, нема дилема, но тие листи се намалуваат. Понатаму во делот на инвитро фертилизацијата имаме голем број
на луѓе кои што имаат проблеми со плодноста. Едноставно чекаат да имаат дете година, 2, 3, 4 или 5. И во тој дел државата возможува сега 6 инвитро оплодувања, за да едноставно таа тешка ситуација во која што се наоѓаат одреден број на луѓе да може да се надмени. Иако сите треба да бидеме свесни дека самата инвитро постапка е доста тешка за жената, особено затоа што тука има хормонски терапии, затоа што тука има комплицирани процедури, значи тоа едноставно, како да кажем, има импакт на целото тело. Говориме за ваучери кои што се даваат за граѓаните. Имаме, например, еве во делот на компјутеризацијата, ако мислите за ваучери во делот на компјутери, лаптопи, таблети за младите да се образуваат. Понатаму, еве веќе знаете како, Македонија не е она што беше пред 15, 20 или 30 години, па да има огромна невработеност. Значи, генерално, сега појдете во било кое кафуле, ресторан, погон, транспортна компанија, земјоделска компанија, има потреба за работна сила. Едноставно имаат отворени огласи, чекаат некој да дојде. Значи, во тој дел, тоа е една работа со која што, може да се каже дека де факто веќе имаме и проблем со работната сила. Нема доволно, например, патиштата кои што треба да се градат, тешко е да се најдат работници, вклучувајќи повеќе други сектори од економијата. Така што би напомнал уште една добра работа во Македонија, тоа е дека Македонија е безбедна земја. Знаете како, тука, значи, човек може и машко, и женско, и стар, и млад, може да се шета и во 10 навечер, и во 11 навечер, и во 12, и во 1 час од сабајле, генерално безбедно. Не дека нема некој инцидент, има секаде. Но генерално ова е безбедна земја. Понатаму, во делот на домувањето, знаете, имаме многу луѓе кои што се, например, во странство, а таму се под кирија, знаете, со кредити и слично. Нели, има многу луѓе кои што добро се снашени, кои што добро им иде, но има и луѓе кои што, например, кога ќе направат пресметка, каде ми е подобро, ваму, не знам, до работа, вика, треба патувам саат и пол некаде на запад, вика, ако ја видам киријата, таму сум со цимери, вика, ама окей, немам веќе 20 години, имам 30-35 години, треба да се снајдам, едноставно треба да фрлам котва некаде, треба почнам нова приказна. Мислам дека тука во Македонија дома, мислам дека има добри шанси. Така што факт е дека поголеми се платите во странство, но факт е дека и ние имаме одредени компаративни предности кои што треба да бидат дел од сликата кога зборуваме за сите овие теми. Нешто што често пати се слуша не само од младите тука во Северна Македонија, туку и од надвор, е дека тие одложуваат да имат моментот за да имат деца, особено поради економската и финансиската обврска низ децата, бидејќи нормално сакаат најдобро да ги растат децата. Можеби тоа што порано не го размислувале родителите, а сега веќе ги гледаме младите дека одложуваат и гледаме жени кои што ќе бидат мајки на 35-40 години, така натаму. Мислите дека економскиот фактор е главен во ова одлучување? Од се по нешто. Економскиот фактор секако игра улога, но некако се сменја времињата. Ме разбирате? Значи, ако видите, например, кога нашиве мајки не раѓале, или кога раѓале нашиве баби и дедоци, факт е дека не само во Македонија, не само на Балканот, туку генерално и во Европа, но и во светот, таа граница и тоа како е поместена. Но како да ви кажем, од биологијата не се бега, значи телото исто, смените се времињата. Знаете, тука има малци одлагање да се заврши средно, после тоа да се заврши факултет, па после тоа магистратура или докторат, некаде да се поработи, некогаш малце и некое патување, па се индивидуално од човек до човек. Знаете, например, некаде некоја врска ќе кликне добро, ќе се земат после 2 години. Некои ќе бидат заедно 5 години, нема да се земат. Ме разбирате? Значи, тоа е
индивидуално. Тоа е длабоко лична одлука, не може и не треба да се мешаме во било чија приватност. Значи, секој одлучува кога, како ќе има деца, кога ќе има семејство, значи, тоа е прашање на личен избор. Но, ако ги погледнеме трендовите, факт е дека постои одредено одложување, кое што го опишав пред малце. Сега, дали и колку игра и економијата улага во сето игра, но знаете, може би некојаш не треба ни премногу да се чека, знаете, затоа што времето поминува одеднаш. Јас сум имали, нели сите сме имале другари, одеднаш кече на 35 или на 40 години, како ми помина брзо времето, некако деновите поминуваат полека, но годините поминуваат многу брзо. Например, јас сега една година ќе имаме 30 години од матура. 30 години. Ако ме прашате кога ми била матурава, како да била пред 2 месеци, пред 3 месеци. Се сеќавам и какви кондори су имали, какво ми било палтото и панталоните, буквално како да било, не знам, пред 3 месеци, пред година, 2 или 3. А поминале 30 години. Така што брзо оди време, не знам, некако и светот е малце во некоја пета брзина. Многу колите одат брзо, телефоните одат брзо, информациите, интернетот е брз, а луѓето, не знам, во тој дел сите ние како се сноѓаме. Понатаму исто така, гледате со оваа дигитализација, луѓето се на телефони. Значи, или социјални медиуми, но со антисоцијални ефекти. Значи, сите се на телефона, некако помалци има разговор, а на човек му треба разговор, му треба емпатија, му треба да се стисне рака, здраво, како си, човек да се прегрнеме, разбирате? Значи, ние луѓето сме така скроени, ние сме скроени да бидеме битија во интеракција, не да бидеме атомизирани или, не знам, дигитализирани во сите тие гигабајти, терабајти што ги имаме по джеповите во телефоните. Ние за Северна Македонија спомнавте и неколку држави, зборуваме за низок наталитет или наталитет на пад, но глобално не е истиот тренд. Зборуваме секоја година повеќе и повеќе жители во планетата Земја има. Зашто има вака можеби разлика помеѓу држава и глобално како се ефектот? Има големи регионални разлики, или ако зборуваме за континентите, има големи разлики меѓу континентите. Например, ако видиме, Европа е меѓу најбогатите региони во светот, а има најмал наталитет и се намалува бројот на население. Понатаму, исто така доста низок наталитет има Азија, нели, земјите кои што ги спомнав пред малце, Јапонија, Јужна Кореја, сега и Кина исто така, Сингапур. Тоа се сето богати земји, има и земји кои што имаат раст на население, не знам како Индија, Пакистан, Индонезија, например, исто така доста солидна. Значи, Азија е прилично шаранолика, иако генерално и во Азија се намалува населението. Австралија исто така има низок фертилитет, Северна Америка има низок фертилитет, Јужна Америка исто така, а например Африка е најсиромашна, има најголем раст на населението и висок фертилитет и наталитет. Значи, генерално, кога го гледаме светот, бројот на жители оди нагоре, иако многу поспоро. Значи, се претпоставува дека некаде за околу, може би 10-15 години, може би 20, секоја година варира, знаете, затоа што варираат проценките, се работи за 200 земји, нели бројките с такви, но некаде за околу 15-20 години можно е да се достигне врвот на население во светот и после тоа да почне намалување. Сега, нели, во тоа намалување некаде многу брзо ќе се намалува, некаде ќе има некоја стагнација, некаде ќе има и понатаму раст. Значи, многу зависи од земја до земја, од регион до регион и од континент до континент. Но факт е, она што нас најмногу не интересира, тоа е Балканот, тоа е Македонија, тоа е дека овој регион, Балканот, забрзано депопулира. Значи, секоја земја од нашево обкружување и тоа како има демографски проблеми. Ние пак ќе одиме со реклами, ќе се вратиме тука за политиките, што ме пак публицитет да дорикнеме тука портфолиум би политика за чфар дуето бојме. И ако порикнеме на студио, да на факт не да вијем темам би наталитет, би демографин, ктун Македонија, ми подуга фокусувар танима на политикат.
Зборевме за тоа каква е ситуацијата, не само тука и глобално, што би требало да се направи? Да ги гледаме, различни држави имат различни политики и прават различни, можеби, манипулации позитивни за да има раст на наталитетот. Што би можеле ние тука да направиме? Па, ние во тој дел, значи, во делот на намалување на населението, мора да продолжиме да го зголемуваме економскиот раст. Затоа што ние, нели, покрај тоа што се гледа последниве неколку години, година-две, имаме намалување на иселувањето, но се уште губиме премногу луѓе. Значи, за среќа не оној екзодус кој што беше пред 3, 4, 5, 6 години, значи, тоа веќе не е така драматично како што беше, но и понатаму се неповолни трендовите. Значи, прво мораме да го намалиме бројот на иселени. И исто така треба, зашто да не, треба исто и да размислиме за одредено враќање на луѓето кои што сакаат да се вратат. Значи, јас немам илузии дека одеднаш сите ќе се вратат или огромни бројки на луѓе ќе се вратат, но зошто да не? Значи, има земји во кои што има економски раст, а луѓето почнуваат да се вратат. Така се случува, например, во моментот во Полска. Полска имаше страшен екзодус пред 10, 15, 20 години. Сега има одредено враќање на луѓето. Слично се случува во Балтичките земји, слично се случува исто така и во Хрватска. Мислам дека се случува полека и во Македонија. Значи, но за жал, во Македонија се уште е силно она. Знаете, ако некој се врати, што ќе речат комшиите, што ќе рече лицата, што ќе рече населбата, што ќе рече селото. Значи, ако на некој му е добро во странство, во ред, значи нема било што да го осудиме, тоа си ја пробал среќата, таму го гради животот, но има многу луѓе кои што во делот на квалитет на животот, тука им било еднакво, дури можеби и подобро, но не ете така некако не сака да се вратат, затоа што ако се вратат, тоа нели чаршијата ќе го интерпретира како неуспех. Не, тоа не е успех. Океј, значи едноставно си здобил некој искуство, си научил јазик, си заработил некој евро, денар, било што, значи неколку години, легитимно е, зашто не, ако ти е добро тука, можеш да се вратиш. Значи во тој дел забрзан економски развој. Понатаму, во делот на градинки мора да продолжиме со зголемување на капацитетите на градинките. Во делот на инвитро оплодувањето, значи сега велиме 6 инвитро процедури. Мораме многу повеќе да направиме во делот на домувањето, затоа што гледате цениве на квадративе кои се, и во делот на домувањето мора да се фокусираме повеќе затоа што знаете, младиве сега сакаат, секој сака, не само младите, да се осамостојат, сакаат да имаат свое катче, сакаат да имаат едноставно свое место каде што нели ќе започнат и ќе креираат семејство. Така што во делот на домувањето веќе се работи, но мислам дека наредниот период треба уште повеќе да работиме таму, а нормално тука е и целиот тој корпус на наши лични мислења, убедувања, гледања. Значи едноставно треба да сметаме дека децата се нашето богатство, дека е убаво да се биде родител, дека е убаво да се биде мајка, дека убаво е да се биде татко, дека тоа е нешто што, како да ви кажам, ќе направи сите нас како луѓе среќни. Така што ето, ова се неколку од работите, има уште многу други фактори, но како да ви кажам, таа дефинитивна формула ја нема никој во светот. Тоа е, како што реков, и мистерија малци на животот. Дали мислите дека моментално кај нас одморот за мајките и за татковците, ако сакаат да го делат истиот, е 9 месеци, но ако истиот би бил подолг или пак ако би модифицирале, премиерот имаше и неколку можеби идеи за воиднина, дали тие би помагале особено за детето да може да има кој да го чува за подолго време и дома? Има аргументи, како да ви кажам, и за и против нормално, камо сеќавам можеме повеќе да го направиме породилното, но има, например, земји кои што имаат многу помало породилно отсуство, а кои што имаат многу висок наталитет и фертилитет. Имате земји кои што имаат многу поголемо породилно отсуство. Од Македонија имаат помал наталитет. Например, еве Финска ги има сите овие работи за кои што зборуваме. Значи, дали сакате да зборуваме за високи плати, ниска невработеност, животен стандард, домување, субвенции, породилност, здравствен систем и така натаму. Знаеме отприлика како е во Финска. Има помал
фертилитет и наталитет од Македонија. Германија исто така. Значи Германија минатата година има 650.000 родени и 1 милион умрени, минус 350.000 луѓе. Значи Италија исто така слична состојбата. Изминативе 15 години Полска има многу засилен економски развој, многу повлекува средства од Европска унија, но бројот на пример на родени име и тоа како намален историски име најнизок, некаде 240-250.000 родени. Не знам, не сум сигурен за Литванија, прочитав некаде, можно е да е грешка, но во некои случаи, на пример, Литванија има и до 2 години породилно отсуство, имаат огромен број имаат голем пад во делот на наталитетот. На пример, Литванија 1990-91 година има 3,7 милиони жители, 3,7 сега има 2,8-2,9, значи имаат изгубено 809.000 луѓе. Значи, иако има успешна транзиција, ако кај нив приватизацијата не беше онаква како што беше тука, знаеме каква беше во Македонија, има повлечено огромни европски средства, имаат голем напредок во инфраструктурата, но ете тоа во делот на наталитетот некако не се пресликува. Така што многу комплицирана, многу комплексна е оваа тема, затоа што, како да ви кажам, например, не е ова екзактно, знаете, не е, например, во инфраструктурата, ако ставиш толку и толку асфалт, ки имаш 1 километар автопат. No. Или ки имаш 2 километра банкина, или не знам, во производството во индустријата, ако ставиш толку и толку суровина, ки извадиш толку и толку автоделови. Или не знам, таму 2 плюс 2 е 4. Да, таму 2 плюс 2 е 4. Тука за секој човек е поинаку, ме разбирате, значи многу е комплексна темава, но уште еднаш ќе речам, пораката за младите генерации треба да биде дека убаво да се биде родители, дека едноставно во рете да имаат професионален успех, да имаат надградба и сето тоа, но истовремено да не го запоставуваат личниот, семејниот живот. Ние сме при крај. Најлоша сценарио, ако ништо од тоа што зборевме не би се случувало и ако падот продолжува. Каде би се наоѓала Македонија во следните, можеби 10-20 години, не знам, или повеќе? Па знаете како, тоа веќе ни се случува по она што се случува по селата, нели порано беше и сега депопулираат селата. Тоа е условно кажано за жал стара вест, сега депопулираат и по малите градови. Не само по малите градови веќе имате депопулација, нели, иако во Скопје има гужви, нели, семафори и се останато, но училиштата во кои што ние сме израснале немаат толку многу паралелки како што имале, како ние велиме, во наше време. Значи, тоа значи големо оптоварување и на пензискиот систем, затоа што пензискиот систем и во Македонија и во светот е скроен на начин на кој што оние кои што сега работат ги плаќаат пензиите на оние кои што во тој момент се пензионери. Сега, порано, например, сме имале за 5 работници сме имале 1 пензионер. После тоа имавме од 3 работници 1 пензионер, сега имаме некаде сооднос 1-3-1-5 вработени на 1 пензионер. Сега ако проложи нели ова, а ќе проложи затоа што например сега нас во пензија ни одат луѓето кои што имаат нели 60-65 години, тоа се луѓето генерациите родени 1960 година. Плюс минус, нели? 60, 61, 62. Тие луѓе сега ни одат во пензија, тоа се големи генерации, а нив ги заменува на пазарот на работна сила многу помалите генерации кои што се родени, например, 98, 2000, 2005 година, значи оние кои што имаат сега 20-25 години. Така што во тој дел, значи едноставно пирамидата која што треба да е поставена вака е поставена наопаку и многу се потешки темелите. Понатаму имаме ситуација каде што во многу места, значи во сите општини имаме паралелки или во основно образование или во средно, паралелки со 3 деца, 5 деца, 7 деца, 9 деца, комбинирани паралелки, нели, затоа што се води грижа за наставниот кадар, овој или оној наставник да не изгуби работа, но
главниот, како да кажем, ресурс, она што е најважно за образовниот процес се децата. Нема настава без деца. Значи, во тој дел даваме бесплатни учебници, значи многу побрзо сега ги даваме свидетелствата. Не мора фамилиите и децата да чекаат 6 месеци или година дена за свидетелствата одма се даваат. Значи имаме во тој дел напредок, но ако проложи овој тренд на депопулација, верувајте ми, нема да има буквално и географски, но и социолошки, нема да има област што не е засегната. Дали станува збор за економија, дали станува збор за здравство, дали станува збор за образование, за било што, за економија, потрошувачи, буквално се ќе биде засегнато. Така што 21. век ќе биде и век на вештачката интелигенција, и на дигитализацијата, и на ракети, технологија и се останато, но исто така ќе биде и век на демографијата. Ви благодарам многу за вашето време, за гостувањето и се надевам дека во следен пат ќе зборуваме за поголеми бројки. Да, фала многу. Фала за поканата и се ниво. Пријатно.